Вика, изживување со народот продолжува, Пеката има стан во Скопје, а зема 4500 денари патни трошоци за секое доаѓање од Прилеп. Доаѓање во наводници затоа што има стан во кисела вода. Дали ова што Пеката те дупил мозок, ти зима 1.000.000 денари за патни трошкови, ти вика и тие што си му ги дал зијане уште, а плюс си купил станче и наместо да помине со беспатни трошкови, пошто има стан у Скопје, а ти немаш, плюс има 1.000.000 денари, плюс има плата од 120.000 денари. Станот му е купен во 2024 година кога Пеката има земено речиси 1.000.000 денари, околу 15.000 евра за патни трошоци. Со новите трошоци го купил станот бе. Пеката има стан во Прилеп, стан во кисела вода у Скопје, стамбена куќа во Прилеп и деловна зграда има во Прилеп. Тоа се мисли дека има дуќан. Има земјоделско земјиште исто така во Прилеп. Тоа е многу интересно, деловната зграда, односно деловниот простор, стамбената куќа и земјоделското земјиште му се подарува. А па тие сите си ги подарува. Кај да ги најдеме тие што на нас ќе ни подарат? И ова е како дафина нешто, истиот тип на пијавица, истиот тип на паразит. Зима 120.000 денари плата, зима патни трошкови 900.000 денари, зима плюс додатоци на плата, зимаат хранарина, тоа да не забораваме. Плюс Пеката е делегат во ФФМ. Пеката од сите овие функции на крајот бил во зијан, срам да ни е на сите нас колективно како општество што сме дозволиле неговата кола да се амортизира. Во меѓувреме Пеката си купил и стан и додека има стан у Скопје каде што може да живее и да не го товарува буџетот на граѓаните кои што се сиромашни, повеќе од пола милион живеат под прагот на сиромаштија, Пеката се луксузира. Со што овој човек заслужил да живее уваков луксус? Со што? Со што придорел он кон ово општество?